Македонската песна која ми падна, значи да ја преиначам малку, не само за уметнички побуди, туку и за тоа што сакам да го кажам, е познатата песна "Отвори го пенџерчето". Овој пат не мислам да ја пеам, оти немам добар глас за пеење, само мислев, после ќе ја пееме, мислам дека ова песна е најсоодветна, не само за тоа дека 9 години болни лежиме, туку и за тоа дека многу се совпадна со она што сакаме денеска да испееме, а што мислам дека е главната причина и на овој собир кој продолжува, а тоа е "Отвори го пенџерчето" од Мерцедесот, аман, аман, аман. И зошто токму ми текна на ова убава македонска песна е токму заради пенџерчето. Имено ова влада која се представува како легитимна, видовме какви избори направиле, ова влада која се представува како легална, а видовме како ги почитува законите и дупи, гупи и сето друго, вели дека е влада на Република Македонија, а од друга страна ние слушавме пцовки за цели етнички заедници, слушнавме пцовки за гласачи од поинакви политички опции и се друго. Ова влада тука се настани и седи уште некој ден на нелегитимен начин и е влезена од пенџере. Јас не знам колку знаете, ама не сум доктор и не можам да кажам, да дадам некоја точна психолошка анализа за тоа зошто многу луѓе од владините министри овие денови, ако сте ги гледале фаците, се чувствуваат многу потиштено, многу тажно, многу бледолики, а наскоро ќе се чувствуваат и многу сами, како што видовме дека се чувствува Миле Текна Јанакиевски. И мислам дека е тоа токму од ова осеќањето кога се влегува низ пенџера. Имено, ако сака некој да направи експеримент, треба да влезе некаде низ пенџере и да ја почувствува таа тесност. Откако ќе се почувствува таа тесност, после влегувањето и во најраспространа просторија, сепак ќе следи тесноста која влегува во душата. Така и на овие, кои ова влада влегле со лага, со обмана, со пцовки, со разделби, има тесност во душата. И вадењето, излегувањето, дал преку врата, дал преку пенџере, е единствен начин да им излезе таа тесност од душата и да се куртулат и самите себе си, освен што и нас ќе не куртулат. А мислам дека тоа време дошло. Ние секој ден гледаме дека единствена стратегија, единствен план, да кажеме, е да се добие ден повеќе. А тоа во литературата се вика добиените денови се загуба. Како добиените денови се загуба, ќе ве замолам за стрпение уште една минутка да ви пренесам една ориентална приказна која ја кажува еден аргентински писател Борхес, а која се однесува на како може добиените денови да се загуба. Имено имало на времето некој цар, а мојот другар Петрица Рачини вели дека ние народот сме царот, и тоа е така, потполно се согласува, кој што во тоа место приметил еден трговец дека е многу скржав, многу циција. И го или овој затоа што бил праведен цар, значи сите работи ги средил правилно и имал време да ги знае луѓето и понаособ и посебно, го чекал да погреши некаде овој трговецот само за да го мачи за таа негова скржавост. И кога налетува на пенал, како што владата ни налети нас на народот на пенал, и се што слушнавме од нив, колку пенали направиле и колку енаци, колку пати играле со рака, трговецот греши еден ден и царот
го донесуваат кај царот и царот вика: ти, наш трговце, имаш 3 опции да одбереш за своја казна или глоба за ова што си го направил. Првото е, вика, да јадеш една вреќа црн лук. Второто е, вика, да те тепаме таксират едно 100 стапиња, а третото е, вика, да си платиш 100 златника. Секако скржавиот трговец, која чул дека има за јадење, и тоа бесплатно, и тоа во форма на казна, заборавил дека тоа е црн лук и почнал од вреќата да јаде црн лук. Не стигнал ни пола од првиот црн лук што го јадел, и вториот да почне, не можел од солзите секако да продолжи понатаму и рекол: аман, ве молам, дајте со тоа стаповите да ме тепате. Почнале да го тепат со тие стаповите, дали биле стапови од дренка или од вишња, ја не знам, но веднаш почувствувал голема болка после, да, таков еден стап, после, накај 10-тиот, 11-тиот стап почувствувал голема болка и секако не можел да издржи и рекол: таксират, подобро да ги платам тие златниците, и секако му останал добивката само во изедениот лук, во плачот и во изедените стапиња. Така, така, мислам, и ова влада, не само пастирот, туку и овчарот, значи целата влада, со серамковниот во него, треба да знаат дека овие денови или се денови не се чар за нив, тоа се загуба, затоа што побрзо треба да си заминат од тука и да ни ја ослободат и државата, и владата, и Мерцедесот. Оти и владата, и државата, и Мерцедесот му припаѓа на граѓаните. Како ние со своите од коли ги возиме нашите деца, така секој треба само со своја кола да се фали пред своите деца, а не со туѓа кола. Тоа е срамота, тоа е брука, и уште во Македонија, како што гледате, има честни луѓе, праведни луѓе, кои мислам дека ќе се изборат за правдината.